Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание Јади Бурек на ТВ Сонце. Јас сум Јанко Илковски и вечерва сум ваш домаќин како и секоја вечер од понеделник до петок од 20 до 22 часот. Бидејќи сум вечерва на оваа позиција ме гледате, значи имам и вечерва гостин во студиото. Во студио ни е познатиот гостин кој човек кој го знаеме многу пати, бил гостин и во ТВ Сонце, бил и на многу емисии преку 200 пати. Милетија Брковски, мијачки човек, мој човек од мојот крај. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Убаво ми е, пријатно се осеќам, сакам да кажеме све што можеме и знаеме. 120 минути за вас, господине, знам дека е недоволно и треба до сабајле да останеме, затоа што сте жива енциклопедија. Сум ги следал вашите настапи, стотици и стотици. Ја би сакал вечерва да бидеме малку поинтересни од вообичајното, сепак Јади Бурек е ова, друг бренд, и да идеме малку некои по-специфична работа, да не се расплинуваме. Се договоривме убаво за што ќе говориме вечерва. Малку специфика околу вас. Вие сте по потекло од западниот крај на Македонија. Галичанец, мијак. Мијак, галичанец. Да. Колку години имате? Ја имам 81. Убав сум, здрав, а ќе живеам 111. Така ми е речено, ќе видим. Тераш мајтап со мене. Не, озбилно. Абе, какви 81? Да, Јанко, да. Лична карта. Дај ми лична карта, не ти верувам. Не, Абе, ја вистина, 51 година може да имаш. Вака, Јанко, јас сум искрен човек, озбилен. Значи, сум дојден кај тебе да ти кажам, ме праша, кажав. 81 И година. Ќе правам во август месец 15. Под сета материјална кривична одговорност го изјавуваш ова дека имаш 81. Јанко, јас сум роден на Карпи. Јас сум роден во Галичник на 1500 метри надморска височина. И ова ќе кажам. Мајка ми викаше, мајке меле кога те раѓав. Во Галичник, во куќите има куќа, просторија која се вика куќа, со земја, огниште. Го земав мајке меле леѓенот, со млака вода, ножиците, те родив, го исеков по почето и те родив сама, ве гледав овде како ангел. Колку браќа и сестри? 4 бевме, тројца браќа, една сестра, сестра ми сега ми почина во Сплит. Бог да ја прости. Да. Просина имиња, Јанко. Како се држиш со здравје? Милетија. Па, не многу храна, искрено. Вежбам, ја бев добар спортиста, многу играв фудбал 10 години, вежбав по сали, денеска си вежбам, трчам права. Склекој правиш? Јанко, од 5 сати повеќе не спијам. До 4 си легнам, работам, ова го правам. Склекови правиш? Склекови? Да. Сакаш да ти кажам нешто? Не. Знам, се шегувам, кажи ми те молам. Да, можам да направам. Имаше на телевизија реклама. Добро. За армијава, за лавовиве за каде, и седевме во еден кафич и викаат 17 склека, услов за да може да се запиши. И ја тука келнерчиња млади деца им викаат, ја викам како бе 17, ја ќе направам 17. И они стрико, знаеш, деве стрико ти еднаш не можеш. Одма како што бев облечен, 27, Јанко. Тоа пред некој месец. Пред некој месец сега? Да. Браво. Браво. Па што да кажем, а имам лош живот, Јанко, имам извидено. Не, мислам емисијава да нанадиме, а животот треба. Имам син, доктор на технички науки, 3 дечиња. Што си по професија? Јас сум машински инженер. Цел живот работа во железара. 2 години во Корсерија, 44 години имам стаж. Јас сум првиот голман на металург. Ја го оформив. Имам бранење во клубови, во Скопје, што да ти кажам. Цел живот бев на ноги. Живо момче, живо дете. Ама убав човек, жени? Многу, не, тук не дискутираме, после насамо. Па сега почнавме. Не, Но, она по што си познат е
фокусот на твојата енергија често го насочуваш во креативно. Пишуваш, истражуваш, говориш многу за мијачкиот крај, за традицијата и како дело на тоа се повеќе книги, мијаци во повеќе тома, ова се само 3 тома. 3-томна книга за мијаците приказна од западната страна. Познати се овие, сепак е ова... познати се, ма не се... Тој насловен е како мијаци, Јанко. Добро. Мијаците во однеса во западниот, во егејскиот дел на Македонија, Беломоријето. Тука историја македонска има. Така. Голем. Овде има множество, огромен број на фотографии. Огромен стар број. Ги имам гледано емисиите и ги имаш убаво изелаборирано со моите колеги и колешки и тоа е добро, ќе остане како документ еден покрај ова и тие телевизиски и така натаму. Но обично, знаеш, или говориш за историјата или презентираш книга и така натаму, а сега ја имам чест задоволство, бидејќи па и прв пат си ми во емисија и конечно вака ние мијаци да се видиме. Да. Ќе ти кажам и за Битуше нешто убаво. Фала ти, во секој случај не сум бил таму, појма немам, никој, немам ништо. Добро, може ќе дојде најде муавето, ќе видиме. Добро. Вака или така, мијаци, битушани, струмичани или штипјани, сите сме во Скопје. Апсолутно. Кажи ми, што те инспирираше, после сите овие книги, еве и ова издание, и тие, како што имаш, ова е нова книга? Таа нели ни беа гости хунзите. За хунзите. Они стално збореа и ние. И таму почнува и ние сме македонци, така почнува книгава. И разработена е нешто од антиката и за тие племиња две, хунзи, калаши, во они си се сметаат дека си се македонци во Персија, тамо живеа на 3000 метра надморска височина, беа тука гости. Сега ме речкаш, ме влечеш за јазик. Го пробали маслото од хунза? Да. И? Да, го пробав и тоа, ја и се наљутив малце на Марина, да ти кажам. Па многу досна ми кажа, ја појма немав. Да ти кажам, мене уште ме боли, зошто не го поврзав тоа, ама тоа е точно годината пред да дојде мајка ми почина, а убеден сум дека ќе ја спасев со ова. И сега се трудам да спасам што е можено повеќе луѓе, да се ја смирам совеста, зошто ова масло не го откривме порано. Бидејќи е вистинско чудо, а тоа покажува какви продуховени луѓе наследници наши имаме. Марина толку јака, смела, искочи, тамо, вамо, оди се зафати со таа работа. Нека продолжи, што да ти кажам. Јас сум почесто со неја, имав, можам да кажам, на 100 емисии, 120-30 емисии. Да. Што се зборевте? Серијал еден имаше за... И за хунзите, и за... За све имавме емисии, за мијачијата, за... Уопте, Јанко, ме праша што ме потече. Јас сум роден во град Галичник. Овој ми е град Скопје. Значи, за градот Галичник, за мијаците. Чекај, не знаеме за што збориме вечерва, ќе ги збуниш, ја те разбирам, ама гледачите не разбират. Не, ќе кажам, убаво ќе кажам. Добро, извини. Да, убаво ќе кажам. Значи, на Галичник и на Мијача се одолжи, така мислам. И ако не можеш све да испишеш. Сега се одолжува на мојот град Скопје. Тука го поминувам да сум донесен ја на 4-5 години. Цел живот сум во Скопје. Во Ново Мало сум живеел, Жена Борец паркот сум живеел, Буњакове сум живеел, сега сум на друга страна. Овие книги што ги гледаш, ова е историја на Скопје. Добро, значи, она што требаше јас да го најавам е дека вечерва ќе збориме ексклузивно за една многу интересна тема, а тоа е историја на Скопје. Историја на Скопје се уште не напишана книга и ова што го гледате... Не отпечатена, напишана, не отпечатена. Пред мојот гостин е ракописот од таа книга. Прво да ми кажете од оваа книга дали е археолошка, историографска, библиографска, од кој аспект е пишувана? Комплет, значи вака сега. Или како роман? Јас не како роман. Историја со податоци. Оваа книга, историјата на Скопје, ќе биде од Скупи, значи над 2500 години, од Скупи
до, да речем, денешно Скопје. Меѓутоа, до 41 година е фиксирано за новиот дел, ќе видиме ако имаме време за понатаму. До Јуруковски или после него? Последниот градоначалник на Јуруковски, Скопје, последниот 40. градоначалник Јуруковски, да, Јосиф, за него ќе збориме повеќе. Ако имаме време. Да, и за него, да, и за Јуруковски и после. Тој го направи градов, уствари, тој е најуспешен. Почина 41-а, затоа го спомна 41 и тоа спомнати не знам какви околности почина. Мислам дека е не е тоа. Да, можам да стои, кажам на крај. да, добро, може да отвориме дебата. Океј, ја би сакал да почнеме од почеток. Кои се првите, значи, книгава ќе ја читаме, но во овие 2 часа малце да ја заинтригираме што можеме да прочитаме. Што вие дознавате, што донеле историчарите, археолозите, кои се пронајдоците од текстовите што сте истражувале, од кога датира Скопје? Вака сега. Морам една реченица, 2 претходно. Да се дрзнам ова да го направам, Јанко смело кажувам. Сам човек, ова е фанатизам мојево, сам човек ги пишува в книги све тешки си. Ова е многу тешка книга. Ова е многу податоци, многу трчање, многу правење, многу барање, сето тоа. Значи, ова е за 2500 години, Јанко. Викам до 41. Почнувам од Скупи, кај Бардовци. Од тука почнува градов Скопје. Значи, Скупи, во римско време, кажувам римско време, негде 300 години во 2000 година, 330, мислам, години во наше време, во градот Скупи, тоа е уствари во почетокот ќе Скупи римско собиралиште и така и името Скупје, така нешто нистожно мало населено место. Меѓутоа после станува во град. 518 година голем земјотрес. Наша ера? Наша ера, зборам од може ли да идеме од почетокот? Рековте 2500 години, значи 500 години пред добро, тоа пред антиката, да, ама сега се фатив за Скупи, значи околу колку 2000 години, колку доаѓа. Од каде сакате да почнете да се? Почнувам, од тука почнува Значи Скопје. од 500-та година. Да, па Скупје негде 350, така мислам. Океј, бидејќи ме збунивте, рековте 2500 години, ја реков ќе идеме од самите почетоци. Има и од антички период, али добро. Во ред. Од Скупи, значи одиме, да, Јанко, тешки се тие податоци да се даваат. Значи, после големиот земјотрес кој го фаќа градот Скупи, населението, тоа било напаѓано од хунзи, авари, што ти ја знам, се спасило некако, тој град пропаѓа. Каков град бил до тогаш? До тога бил, значи, вака, реков ја, почнавте да ни зборите као да го знаеме ние Скопи. Скопи не го знам јас, не го знаат моите гледачи. Опишете ми го малце, што било, колкав било, каков било конструкцијата на градот, зошто да се потресам јас што било уништено, колку било уништено. Знам Скопје, земјотрес, знам колку погинале. Опишете ми го први малце Скопи. Тој дел може, да. Значи, Скупи во почетокот бил, тука биле патиш, во Скупи бил во римски војни логор. Мал град. Меѓутоа се развивал тој и станал град со улици, со продавници, со дуќанчиња. И тука живееле главните команданти, луѓе на римската војска. До Скупи имаме и населби, кај што живееле фамилиите. Значи, точно 518 година, мислам да, 518 година веќе развиен град. Театарот, еве сега нели рекоа че го прават театарот со улици, со згради, со дуќани, веќе се развил во град. Меѓутоа, земјотресот го потресува, го разурнува земјотресот, тој пропаѓа начисто, населението случајно се спасува, така кажуваат писанијава, литератури. Значи, случајно се спасува, осетиле дека ќе бидат нападнати, Јанко, Скопје. Не ве разбирам. Колкаво население збориме? Кој, дали за 100 души, 2000, 20.000, 200.000? Тоа нигде нема бројка, Јанко, негде да прочиташ во добро, што... Значи град, значи кажуваат град, оформен град,
Со дуќани су, кепенци су. Ако не да не ве подпрашувам тоа. Не, мислам, тоа не го знае никој, тоа мислам нема ни археолози, ни професори. Јас сум користел нивни книги, нивни литература. За скупи не може. И не може да се дојде до не некаква може провизорен Еве ископиниве сега, истражувањава. До некаков провизорен заклучок колкава населба било со колку жители? Со жители, бројка не сум видел, мислам нема. Не реков дека сте виделе, пак ме Мислам не фаќате сум за збор. прочитал. Од прилика што мислите? И град, значи оформен град, кога имал театар. Вие и Галичник го велите град. Галичник е град од секогаш. Добро, колку жители има Галичник имал над 5000 жители. Колку има сега? Ама ја ви колку Значи 5000 жители да не сметаме дека збориме е сега град. за сега. За сега ако почнам да зборам, Не, го не. уништија Галичник. Се обидувам да ве следам за што збориме. Дали збориме за некоја населба со 10 куќи или збориме за населба со 100 куќи, бидејќи ако се 100 куќи ќе речам по четворица, тоа се 400 жители. Има, тоа било град оформен, убав, голем град. Да речеме нека имало 2000-3000 жители. Значи веќе било има театар со колку имаше таму кажуваа со 500-600 седишта сега, нели Министерство за култура треба да го прават, дали го прават или не. Ја неколку пати сум бил, има и фотографии, имаме ми од мислам сега од Скупје до Бардовци, значи тоа бил оформен град, кажувам, со улици, со дуќани, Така. со ситар Сега имаме убава слика. Рековте дека населението случајно се спасува бидејќи имало сознание дека ќе биде нападнато. Да, зашто постојано биле напаѓани. Ќе кажам после И како се спасиле? се спасиле, го напуштиле градот. Има изгинато, све било уништено. Значи се побегнале од градот заради опасност од напад. Од напад, од И во тој момент се случува земјотрес. Да, 518 година се случува земја, се уништи. После това, значи, после това Јустинијан први го гради калето и тоа зима материјал од Скупи. Од Скупи материјал и се гради, значи, стариот град. Тоа е стар град Скопје или како се денеска го викаме Кале. Значи, околу Скупи, околу Скопје денешно, цела ова наша околија, Јанко има огромен број на одбранбени кули. И ден имало. И ден денеска матка. Да земете матка, не знам колку одбранбени кули, кои го бранеле Скупи, кои бранеле патиштава кај што оделе римските војски, кај што шетале, зашто овде било многу развиено. Ако ве разбрав, на матка има остатоци од такви на кули. На матка има голем број остатоци. Значи има над 10-15 одбранбени одбранбени кули и тоа кули градени со градени огромни кули. Матка е преполна. Значи матка, сум бил тама, 20 се качувал на матка. Тоа има и го пише, нашиве професори археолози, некој има напише со имиње, со презиме. Водно имало одбранбени кули. Околу Скопје, не знам, Тумба, Маџари, овој простор бил цел бранет не од такви качачки банди. Патиштата биле заштитувани за да можат римските војски да бидат слободни. Уште тогаш имало качачки банди овде? Многу. Тоа биле Авари, мавари, хавари, не знам таму, секакви. Оние што и кажуваме ние словени, славјани. Знаеме или не знаеме? Знаеме, како не знаеме. Се имињата, сакаш, нели? Не знам, кажете ви. Да. Како треба. Имало хуните биле, аварите биле, да тие, па и славјани што викаат, ние сме биле славјани, идат тука, плячкаат, рушат, и тоа било и тешко понекогаш не можеле да се заштитат тие одбранбени. Кулите биле така, пишувам за нив све, и слики има, џидишта има све, те биле... Имаме слики и режија? Во тие кули нема, мислам има отпадни материјал, мислам материјал од џидини, од тунели, Јанко имале тамо дури населби за фамилиите на војниците, на главатарите што биле. Целото Скопје, целава Скопска котлина била обколена со такви одбранбени кули. Ако збориме за матка,
Значи, да земеме, да исчитаме за матка знаеш што значи матка? Матка. Утроба, знам. Од тука е Објаснете вие, слободно. Да. Значи, од тука е името матка. Таму има, мислам, ја ги разработив по 7 одбранбени кули од сите страни. И тоа горе на највисоките места. Качувани се. Има таму Што се качувани? Мислам, огромни стели се, нели? Огромни. Како могле да ги градат тамо? Имаме џидишта таму, ја не знам, требаше да... А нема патишта? Нема патишта. Добро. Тоа е чудно. А зошто ако нема патишта се граделе кули? Ама тоа веќе се сигурно патиштата се изгубени. Мислам, тие патеки или што те знам, тоа како го правеле, како носеле, тоа Бог знае. А што штителе таму? Штителе скупи. Пристап од околните патишта, околу матка, значи тие од озгора ги штитат долниве патишта. Што Кој долен пат? Покрај реката што поминува? Покрај реката, имаш од овама што доаѓа, покрај Вардар биле патишта. Покрај Треска имало... Покрај Треска патишта имало, да. Покрај Треска имало стари антички патишта? Стари антички патишта и тоа го бранат и скупи и населените места. Там имало покрај секоја одбранбена кула има населени места. Пази, фамилиите там на страна им живеле. Значи свето тоа на војниците кои војници, кои стражариле во кулите, живееле околу кулите. Таму биле нивните куќи и насоби. Таму биле све со сите опрема, со стрели, со копија, со тунели, Но и таму им биле и приватните куќи и семејствата. Приватните куќи биле на страна. Збориме... Рековте околу нив имало. Ама не зборам конкретно на матка немало. Значи и одбранбени кули имаме на водно. Имаме две. Има ископини кои може да Добро, направите дистинкција затоа што ја буквално ве сваќам како кажувате. Не буквално, па да, јас зборам за цело Скопје, за цела таа околина. Имало, таа било биткана дури вика маđари, лисиче, сите овие како се селава се правени на стари места се сите овие оформувани места на стари не антички, римски, во римско време. Скупи нема во писанијава дека иако негде има чепнато дека постоел уште од антиката. Меѓутоа, еве нашиве Миколчичи, што знам, се си читам тие, они кажуваат дека Калево, Скопје, да речеме, градот Калево нема антички реликви, не е откриено, не е уште тога. Калето е градено од Јустинијан, значи во византиско, да речем во Византија и византиско време, која ја сметам, лично ја сметам како таа е од онаа македонска Филипова или Александрова Македонија оформена, ние прекид како држава Македонија имаме само со Рим. Колку тамо 3,5 века, колку биле они. Византија е продолжување на македонскава држава. Тука никој нека исчитаат, нека земат, нека видат. 54 цареви, не кралеви. Све се тоа од ова поднебје, од македонското поднебје и македонски. Тоа има испишано и борзи, и светски имиња, литератури има, значи византискиот дел е тоа. И после Јустинијан, нели од Таор овде кај Катланово, он го гради Калето. И во Калето јас сум разговарал луѓе што копале тамо и они сигурно се разбираат, знаат дека од антиката во Кале немаме. Тук после во османлиското време во Калето се населуваат турциве. И тоа главните аги, бегови, команданти што ти ја знам, а војските биле доле под Калето. Значи, ако зборуваме за Скопје, Кале е почеток на Скопје. Под Кале имало дуќанчиња, сокачиња, дуќани кај што се сибињале слугите да купуваат намирници да се живее горе во Калето, нели било колено. Она помалава кула, последна што е градена, Јустинијан тачно се знае кога ја градел.
од оваа, значи животот бил од таа страна на Вардар. Од оваа страна на Вардар немало ништо, да речеме, денешно Скопје кај што е од камени мост навак. Мостот некои кажуваат Душанов мост, па не знам, ваков мост, тоа е Јустинијанов стариот камениот скопски мост е на Јустинијан први велики. Он го има изградено. Кога? Па во негово време, таа 500 таа година, 500 некоја година. Значи толку е стар, малце постарен него што велат. Да, постари е он. Тоа тврдите? Само цар Душан го има нешто малце пореновирано и затоа стоат по некои литератури, по српски литератури, знаеш, Душанов мост. Не. Најстарото мало, значи од тој дел, е Ибни Пајко. Пајко мало. Не зборуваме за чаршијана која постоела пред това, кога кажавме дека од калето луѓето. Само ве молам да не ве прекинувам. Кажувајте ми за кој временски период збориме. Значи, кога се појавува Пајко мало, само временски период да имаме представа, бидејќи отидовме. Најстаро скопско мало, али е, да речеме... Што е тоа најстаро? 500 година? Не, во Скопје ја ги обработувам сите мала, сите области скопски. И сегде во литературиве стои дека Пајко мало е најстаро. Океј, што значи тоа најстаро? Вака? Па прво не, да не ми речем. треба... Се извинувам. Мене ми требаат години, векови отприлика. Чисто заради овакво. Па, добро, Пајко Нели, Пајко мало ја можам да крајот на Како ја почнавме емисијата? Вие сте најстар или ве прашав колку години имате? Најстар сум. Не, ве прашав колку години и ми кажавте. Така и за овие работи, значи, ја како водител, малце поинаку работам, се извинувам поради тоа, и ми треба за да ве следам, ми треба таа временска рамка. Ако почнувате сега, значи рипаме од земјотресот од 5 век, идеме не на... Што можеме да кажеме? Не, добро. Вие рековте, за да ве следам, вие рековте сега почнуваме за малата да збориме, така? Сега почнуваме да збориме за градот Скопје, кој е од Вие почнавте за малото, па за тоа малото, Пајко мало. Добро. Со Скопје првото со Скопје почнува Кале. Кале е градот Скопје. Значи стариот град, така се бележи. Јустинијан, да. Добро. Значи поминува векови, османлиите се тука, нели колку века тамо, 5 колку биле. Они живееле тамо живеела, мислам, еве ќе дојде после она црквава преку мост што е изградена. Војските доле биле под Кале, живееле главешините на турциве. Чаршијата си била таква некако сега, али чаршија со дуќанчиња кај што живееле. Сега по вас идам, поминувам, немам што повеќе да дискутирам, кажав дека Калето не е античко, не е ова, Калето е од Јустинијана, да речеме 500-600 година, и од Калето практично се развива долниот дел на Скопје, таа што викаме старана Скопска чаршија, и во понов дел веќе почнуваат она, не знам, ти си млад, не си видел, она Ибни Пајко, тие сокасите тамо. Од кога датира Ибни Пајко? Ибни Пајко датира негде кај 19 век. Значи почнуваме од малата од 19 век. Да, добро? иначе да. Значи Ибни Пајко, значи од сегде тоа е, јас мислев дека е чаршијата, не чаршијата, него чаир. Не е чаир, постаро од оваа зград, од тој дел, кај што бил еврејско мало, се развива после. Не ги знам, вие треба да ни објасните. Значи, кај што е театар... Господине, вака, значи, рачунајте дека, гледам малце, пристапувате како да имам ја предзнаење. Темата е голема, мислам, сакам да дојдам до поново време. А сакате во поново време да дојдете? Не, сакам да дојдам полека, да дојдам во поново време, мислам. Затоа што има, ја кажав дека Калето е Скопје, почеток на Скопје, од него се сибиња доле. За 10 минути изрипавме 1000 години скоро. Не, добро. Ја мислев дека има нешто повеќе да се каже за тоа. Океј, идеме 19 век и
Ибни Пајко. Добро. Добро? Значи, етнолозиве кажуваат дека мислам Пајково мало, тој дел на Скопје е најстаро мало, е прво. А зошто се викало така? Значи, Ибни Пајко е човек од Западна Македонија, кој доаѓа овде, прима муслиманска вера, добива средства и го гради, изгради таа Пајко. Тој Пајко изгради зградата, ја гради, Збори, не застани. ја Илустрираме со слики што ги оставивте вие. Се извинувам. Да, нема проблем. Да. Ја гради зградата Пајко мало. Тука е интересно, многу интересно дека значи ако Скопје тој поновиот дел почнува од таа зграда, после ќе се навратиме од другиот дел кај што бил Ништов, Каршија го важат, да, Каршија ќе кажам. Значи Пајко бил од Западна Македонија, негде од Мијачијата, човек кој што примил вера муслиманска, ја гради зградата, после од која се Која зграда се извинувам? Пајко мало, негова. Пајко зградата, па таа треба да ја имаме. Пајко зградата, кој ќе одиш Јанков мостот и учело е жолтана зграда, Така. доле беше Пирин планина, тоа кафана Така. што беше. Таа е таа зграда. Тоа е модерна зграда, прилично. Не е модерна, ја шарале, ја дотерували, иначе таа е најстарата зграда тамо. И тој човек, значи прима муслиманска вера, после си се враќа во православна вера и кога застарува, кога умира, многу интересни работи, кога умира и го закупува, треба да го закупуваат, кога турците виделе дека православни го закупуваат, им го земаат и го закупуваат, ова е учителска школа во османлиско време. За тебе околу сакаш да кажувам околу слики, бе? Не. Како сакаш? Да. Значи, тој дел се развива после. Инаку, во тој дел Скопје ни немало. Од селава, например, најстари жители, едни од најстарите, многу ако ццкаме, најстарите жители, да речеме, доцле, тие се тамо од околниве места, Картовалиеви, па не знам, Бајалджиеви, има фамилии кои се споменуваат, фамилии кои први, да речеме, се населуваат во Скопје. Например, како една постара, најстара фамилија е Картовалиева, тие се од Кратово дојдени и тамо. Не можеме ние за историја на Скопје да збориме за овие саат и 20 минути, да кажуваме и за тие детали. Само кратко дека тука се оформува прво Скопје, после се префрло до Овастар, од Овастар на Скопје било пустелија, немало ништо. Исти човек, не исти човек, него исто негде од Западна Македонија, овие нашиве што примале муслиманска вера, они ја примале, не знам, подморање или не знам како, они ја примале, зимале средства, зимале големи пари, големи богатства. Тоа е погрдно. А се извинувам. Тие се македонци, муслимани. Повлекувам зборот. Да. Добро. Торбеши се, така ги наречуваат, нема за некоја, за торба урда или за торба нешто, ја примиле верата. Да. Не, тоа се македонци, муслимани, кај што за тие сите места... Ти рековте вие за средства ја... Да, за средства, апсолутно, пари зимале голем. Значи, прв човек, Кулана, кај Кино Балкан или сега кај што е Мајка Тереза, спомен дома на мајка, нели имаме стара кула. Прв објект во Скопје е тој. Исто така од човек, муслиман, имаме слика тука, не знам дали ќе ја дадат, имаме убаво, кај што станал веќе бек, ага станал. Овој станал муслиман, околу таа кула имало кучичиња, ангажирани луѓе, со бавчичиња, со ова... Што била таа кула, се извинувам? Живеел, ага, бек. Во кула? Прв населен. Во таа кулата, тоа е домот негов. Кула? Живееле во кула? Кулата ја знаеш, Јанко, ти или не? Не, ја знам кулата. Да, живееле во таа кула, а околу куќата имали и други куќи. Да, не знаев дека кулите биле места за живење, мислев дека тоа биле стража. За ова зборам, значи јас зборам
дека таа кула била стражарска воена. Не. Значи, Тоа е на Ага, на бекна фамилија значи, на внатре Ага. се живеело. Тоа мене ми е интересно дека кажувам дека тој бил македонец, православен, па станал муслиман, со богатство ја направил таа кула, се населил тамо. Важно ми мене да ви кажам вас и на гледачиве дека еден од првите објекти за населувањето на Каршијакот, како што го викале овој цел дел, вамо е таа кула. После се развива Скопје и Скопје се развива, да речеме, со железничката станица, прва кај Пролеќе што била, таа ја имаме 918 година, пуштањето на возот Солун, Скопје, Косовска Митровица, што те знам, и градењето 27-28 година на станицава железничка, денеска што е музеј на Скопје. Тука се собираат Јанко и многу, не знам како, роми, цигани, кои што многу работат околу Скопје. И не знам дали се сеќаваш ти, циганско мало ми ја имавме во Скопје, одма железничка, Македонија улица, десно, позади Бристол, тамо тие со касите, Беко, кај што беше понапред, тука тој дел беше било циганско мало некогаш. Скопје, како еве да речам денешно не, али Скопје се оформува негде од 1927 до 1941 година, кога на чело на градов, на таа Вардарска бановина, доаѓа градоначалник Јосиф Јуруковски Михајловиќ за време Србото, тој е мијак од Тресонче. Значи, тој е човек по потекло од Тресонче, неговите родители, татко му со тајфа, работи во Скопска Црна Гора по манастириве, работи како зограф, како градител тамо, и останува во селото Побожје. Тука се населува таа цела фамилија и повеќе Тресончани имаме во Побожје. Малиов Јосиф Јуруковски Михајловиќ, градоначалников, тој е роден во Тресонче, како дет основно завршува тамо во тоа селото во Побожје, средно школа завршува во Скопје, како успешен ученик оди во Белград, завршува архитектонски факултет. Кога го завршува архитектонскиот факултет во Белград, го гради он театарот, стариот театар Белградски. Ја мислам дека сум така во слика ми е, он го гради како успешен човек, се заинтересирува директно кралј Александар, за тој човек го праќаат на Сорбона во Америка, студира и станува врвен човек за градови за обнова. Го вика Јосифа, кралј Александар му вика, дали сакате вие Касабата Скопје да направите во модерен град? Касаба ја нарекува. Касаба, тоа било за нигде. Значи, Касабата Скопје да направите во модерен град. Човеков, нели, потекло македонец, се израдувал. Интересно, вака кога ќе ми кажете, добивам впечаток дека Скопје дури ако било Касаба, тоа не можело ни на град да се нарече, толку лошо изгледа. И тоа ако речеме Касаба било, а да речеме најголеми податоци за Скопје има од овој Евлија Челебија, тој турскиот патеписец. Па тој имало, Јанко, понекоја убаво објектче, тоа било, ти кажав, ти не ме забележи, изгледа дека кога ништо немало, кога се живеело од таа страна под Калето и околу Калето, како Скопје град, вамо го викале, значи старите жители што викаат, да речеме оние жители околу Соколаната, тука Ново Мало, не Ново Мало е после од таа страна, Пајко Мало и што ти ја знам, го викаат Каршијак. Значи дури нема и тоа Каршијак кој ни плоден, ништо, запуштено нешто. Затоа кажа, првиве железнички станици, првата кула што е направена,
турци се населуваат, се градат кучичиња мали, чисто касава, Јанко. Да направите касавата. Значи, доваѓа Јосиф Михајловиќ во Скопје, Да ја направите, довршете реченицата, да ја да направите касавата да го направите во модерен град. Така. Доваѓа Јосиф Михајловиќ со сета жар. Кој го бара тоа? Кој од него? Јосиф го бара Александар Караѓорđević. Добро. Да. Значи го бара и тоа го вика и он лично го поставува на прв човек на градов во Вардарската бановина. Нели тога за тоа време. Првите снимања, авионски снимања прави, првите улици, мислам улици, ги оформува. Ги врзува сите околни места со градов, да речем, со Драчево, со Лисиче, со Маđари, со тие. Прво тоа го направува. Електрификацијата прва почнува. Што значи ги поврзува гради, Ги патишта? поврзува градов, да речеме, таа што треба да ја гради, ги поврзува со сите околни села. Со патишта. Со патишта. Добро. Да, со патишта. Значи, на тој човек, прво што има направено, Скопје го има обезбедено со вода, чиста, убава вода за пиење. Значи, негово е и Рашче. Водоводот од Рашче го носи во Скопје. Од каде они знаеле, ги имал податоци? Испитувале. Више, Јанко, значи, он имал околу себе си имал штаб, имало екипа, имало многу инженери, значи, он го прави во негово владение, викам, за тие години водовод Рашче, матка централата, некој Поповиќ, инженер Србин, тоа било голема екипа, него, мислам, мојата онакво е да кажам дека Мијаков, Јосип го направува Скопје. Не знам дали тоа сите овие податоци ги имате вие во град. Не знам дали бил што? Рековте реченица, не знам дали бил? Не ја довршивте реченица. Не ја довршив, него дека мојот Мијак, македонец, зашто се збори во српско време е изграден градов Скопје. Да, во тој период да, меѓутоа ангажиран за тоа е македонец. Мијак од Тресончи. Значи, прво што направува вода носи. Ќе морам да ве прекинам тука. Одиме со првиот блок реклами, а потоа, еве, гледам, сакате да збориме за делото на Јосиф Михајловиќ, Јосиф Јуруковски. Што све изградил? Што не све во Скопје ќе кажеме. Одиме со реклами. Замислете свет без болести, замислете живот без рак, без инфаркти, без мозочни удари, замислете живот и после стотата. Кај кунците тоа е можно. Нивната тајна е нивното масло од семка од кајсија. Достапно и во Македонија. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет, секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски.
Со особена радост и задоволство во пресред на празнувањето на најголемиот христијански празник Христовото воскресение Великден, дозволете ми на православните верници кои се водат по Григоријанскиот календар во земјата и во странство, од името на Македонската алијанса и од моје лично име, да ви го честитам Великден и да ви посакам здравје, благодет и спокој во секој дом и во сечие срце. А на сите верници од католичка вероисповед им посакувам пријатни празнични денови, порачува председателот на Македонската алијанса Ѓорѓија Ѓорча Танасовски. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефонскиот број 15 100 или титнете на 072 25 25 25. Ќе не препознаете по сликите на македонското Сонце, Александар и портата Македонија на нашите возила. Нови возила со професионални возачи, безбеден превоз за вас и вашето семејство. Пристигнете на вашата дестинација со стил. Прашајте за попуст кај вашиот возач. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефон 15 100. Од недопрените хималајски височини, од малото кралство на крајот на светот, од хузите, најдолговечните луѓе на планетава, кои не знаат што инфаркт, мозочен удар или рак, пристигнува нивниот еликсир и нивната најголема тајна, за масло од сенки од кајсија, рачно направено според древна рецептура. Бидете помудри од болестите. Побарете го во најблиските аптеки или продавниците за здрава храна. Продолжуваме со емисијата. Дојдовме до мијакот кој го презема раководењето и градењето со Скопје. Велите дека тоа е еден од најзначајните и најбитните луѓе кои го изградува современо Скопје. Па еве ме интересираат вашите сознанија, што се изградил, зошто го изградил тоа, како што го изградил и не знам што има да се сподели, што би било интересно и дел од книгата. Нормално сите детали не можете да ни ги кажете, нешто ќе мора и да прочитаме во книгата да ја купиме. Значи, по судоваѓањето на Јосиф Михајловиќ, негде 27 година, Јосиф Јуруковски, нели кажавме тоа кој е што е, тој е добар урбанист, најдобар урбанист, кралј Александар го праќа во Скопје, касавава градот Скопје, касабата да го направи во град. И кажувам дека најпрво што направил тој човек, и го обезбедил Скопје со чиста, здрава, питка вода, тој е водоводот Рашче. После тоа, во негово време е правена матка, централата матка, значи браната, тачно се знае, Поповиќ инженери, сега тоа ако не треба да го разгледуваме, важно, негово е тоа, во негов период изградена матка. Овие објекти што ги гледаме, домот на армијата, е во негово време. Сега за домот на армијата, домот на армијата или офицерскиот дом. Збориме за оној што се сруши за време. Што се сруши. Тој ќе кажев тоа. Тој што се сруши, тој е направен 1928 година. Убаво е да се каже дека на негово место имало црква, Света Недела, црквиче, одма, значи, не знам, гледаче, па еве, сега офицерски дом се гради. Значи, збориме за таа локација. Од мостот од власта на лева страна била црква Света Недела. Доваѓаа турците и го ја буткаат црквата и на нејзините темели градат Бурмали џамија, една од најубавите џамии во Османлиското царство што било. И тука има една, тоа ми е понов податок, дека договорно
договорно, значи договорно во таа Вардарска бановина и главните во градот Скопје се договориле со муслиманиве ќе и дадат друга локација некоја за да можат тука да изградат домот на армијата. Значи домот на армијата е изграден, црква, па Бурмали џамија и домот на армија, земјотресот го сруши 1963 година и денеска еве го враќаат. Не како што беше, али го враќаат. Под прашање за изградбава на офицерскиот дом. Било црква, па Света Недела, па Бурмали џамија. Бурмали џамија и таа голема Што се офицерски дом? Да. Што се како го градат врз џамија? Дали таа џамија настрадала, срушена била или Не. Како изград? Ја руши. Кој ја руши во тоа? Власта ја руши. Власта, градоначалникот ја руши. Викам, имало некој договор. Тоа во поново време сум го научил дека имало договор меѓу да речем муслиманите. Овде во Скопје, ние ќе го срушиме. И онака ова е интересно. Да, мислам тоа во поново време го дознав, ја не сум го знаел ова, али сега убав податок е тоа. Да, баш убав податок. Да, убав податок, ја рушат. Значи договорно ја рушат, џамијата ја рушат, чистат и тука го прават домот на армијата. За да им даваат локација кај што ќе сакаат од другата страна на Вардар на муслиманиве да изградат нова џамија. Тоа е Па чим поминало без протести, без немало протести и така, значи имало договор некако. Имало договор. Сигурно. Карши домот на армијата, тоа се понови објекти здрави, значи тога почнува да расте она што збориме градот Скопје, е банката. Банката е исто Народната банка. Не знам дали се сеќавате, али Народната банка ја сруши земјотресот, не знам дали ќе дадат слика, ја го сруши земјотресот Народната банка, значи и тој е негов објект. Народниот театар, тога Народно позориште за време Вардарската бановина, еве го Народниот театар, ова оригинална фотографија, е исто во времето кога е градоначалник Јосиф Михајловиќ. Собранието, или тоа како го крстиле тога, собранието денеска на Република Македонија, таа било палата на Вардарска бановина. Исто го градат они, еве денеска се користи за тоа. Уред, градскава денесна болница. Тога било за уред, тоа било за уред, за канцелари. Администрација, да. И се користи како градска. Ова е да, Јосиф Јуруковски Михајловиќ. Значи ја гради уред кој денеска се користи. Значи железничката станица е негова. Таа е готова 1928-29 година. Збориме за, ја викам нова железничка, не е нова, таа е старата, онаа што земјотресот пола ја урна, улица Македонија, или во тој период улица Кралј Петар се викала, тука се градени, тога е железничкава станица и од тога убаво заживува овој дел на градот. Значи, од кога возот доаѓа тука морам да кажам дека Велес како град бил такав трговски помоćен во тој период од Скопје, меѓутоа со градењето на таа 918-20 железница, Велес го губи тој примат и Скопје, затоа што железницава го допринела тоа го има во убаво забележано историчариве. Добро, може тогаш да потпрашам нешто. Кога доаѓа железницата во Скопје? 918. И тогаш се гради и железничката станица? Имаме пред тоа, железничкава станица, ова нова железничка зградија е втора железничка станица во Скопје. Првата железничка станица е негде 918 година, имаме фотографија тука, 918 таа била негде кај надвојникот населбава Скопска денешна Пролет. Тука била таа железничка станица. Имаме многу убави фотографии, не знам дали ќе можеме да ги видиме. Таа била 918, а ова е 900. Ова кажувам под да речам под водство на градоначалников
Јосиф е градена оваа железничка станица и мора тука да се забележи дека едина железничка, еве, а тоа е 918 железничка станица. И оваа била лоцирана во пролече. Пролет. Тука на сабата негде кај над Вањасине, дека да десно од нова, најнова ова железничка станица. Значи, де факто, последнава новова од Кензо Танге е на местото на првата Таа е лево, да, направи. железничка, тука е направи. Јанко, значи не личи ова најнова на Танге, не личи на станица. Прво, ова е забележана во историјата на Балканов, немала железничка станица како Скопскава. Нити во Софија. Збориме за оваа што ја погоди земјотресот, сега што е музеј на град Збориме Скопје. за Јосиф Мика, да, за неја збориме. Значи, музеј на град Скопје, да им биде јасно на гледачите, Добро, за тоа денеска збориме. може, кажавме Да. 2-3 пати. Музеот на град Скопје. Таа нити Софија има, нити Белград има. Прекрасно нити Букурешт здание. има. Прекрасно здание. Да, доле тунели. Да. Имаме слики у Подземни промени, да. Да. Ова е од оние трите бели кули слика од Каршија, во времето кога она постоеше. Неверојатно. Ова е мое мало, а тука беа овие магацините што ги гледаш доле. Тоа беа магацини за 8-миот колосек, каде што се снабдува, ако сакаш детали, јас да ти кажам малце поточни за како функционира. Јас преку тие 8 колосеци ова беше игралиштето на Славија, ја игра фудбал за Славија. Не, игралиштето на Славија од другата страна беше таму кај што е ова. Ова е на кај водно. Од кај водно, да речеме, сликано, од таа страна е Скопска Црна Гора. 8-миот колосек обично беа товарни вагони и така натаму, инаку железничката пруга продолжуваше како низ денеска, низ Капиштец. Зашто не ја доправила? Мислам, можеше да се направи. Дали са како спомен така да остане од земјотресот? Вам ви е криво што остана така разрушена, не дека направи, требаше како објект да се возобнови? Да. И зашто да се менјава, да речеме, текот на Пуго беше за Скопје? Железничката да останеше кој што е? Да, кој што е, да. Од кој аспект? Од секој. Од секој аспект. Прво као објект, као градба, замислите, таа е 28-29 година. Те носи директно во центар на градот. Целта, да. Тука е хотел Бристол. Хотелите сите, Москва, Бристол, сите беа тука. Многу моќно, многу гломазна, многу голема, имаше со огромен капацитет. Па внатре, она не знам дали стои во салата на овој уметников, нели Муралот. Да. Не знам тоа дали стои. Ја бев Јанко после земјотресот, доле има изгинато тунели, одиш. Тоа беше права железничка станица. Изгинато? Па земјотресот доле тачно 5-17. Мислите уништено? Уништено. Аха, добро. Да. Подземните промени, Подземните, да, тунелите, пролази. помеѓу колосеците? Да, имаше влезе. Јас сум ги минувал нон-стоп тие. Значи, Ја ги паметам таму. Па таму порасна, тоа е мое мало. Железничката, за железничката можам јас да зборам и тоа многу. Добро, јас кажувам за објект дека Да. го направил овој градоначалник. Така, и прекрасен објект, еден од најубавите на Балканот, дефинитивно. Апсолутно, Дури и денеска да е Сите сум така. ги видео, па немаат и денеска нема ни Белград друга железничка станица направи. И се согласувам со вас дека можеше само да се покрие делот каде што се пероните Да, малку или да- повеќе и ќе беше перфектна. Ќе беше перфектна, бидејќи гледам дека ниеден град не си ја промени железничката Софија станица. има бараки. Ниска железничка станица. Нигде, ни Букуреш има, Белград има едно зградиште. Што да ти кажем, во тоа стално тоа го потенцираат историчари во околу оваа железничка станица, знаеш на некои и српски тие и ми е криво што не што е оставена така. Зашто не се нешто не се направи? Дали не знам. Добро, Скопје се измени, земјотресот, Кензо Танге дојде, Кули направи, мислам друг распоред, населби во Скопје израсна и така. Тогаш немаше населби во Немаше. Скопје? На населбите се сите после земјотресот. Јанко, 63-та беше земјотресот. 63-та година Скопје немаше 60.000 жители. Толку бе, 62-3.000 жители бе. Имам тие листови собирано, правен.
Ристичева палата, еден од најстарите објекти, тој бил градоначалник, тоа не го знаев, сега брзо го дознав, градоначалник на Скопје и едина зграда во тој период кој има и лифтови. Знаеш за која збориме, не? Да, јас знам дека има лифтови, но кога бил он градоначалник? Затоа што ми рековте дека Јуруковски... Таа е порано од овие објекти што ги гради Јосип Михајловиќ. Ристичевата палата е градена кога он бил градоначалник. А он градоначалник бил негдека пред 27-28 година. Значи, пред 33-та доаѓа овој, пред тоа уште... А нашиот доаѓа 33-та. Нашиот е Јосип Михајловиќ, 33-та. Од 38 години он до 41-ва. Да. А ова е во претходниот период. Претходниот период е Ристичева палата и остана. А во претходниот период се градили нешто тогаш во Скопје? Во претходниот период има неколку објекти. Еве сега да ни текне оваа 27 година е изградена на Докторов Забаров кај Паркон. Таа стана 1927 МЦМ кај што таа е на Рубен. Забар Рубен. Ама тоа е приватна куќа. А приватна? И ова е приватна. И ова е Ристичева палата си една негова. Само во време на негова кога бил градоначалник. И он е, и тоа го дознав, он е утепан. Атентат му е извршен на Ристич. Зашто? Не знам. Али важно... За тие работи не навлегувате вие во книгите. Исклучиво во книгава зборите за што? За објекти, за историски настани? И за историски настани, и за она што збориме, што кажуваме дека овде има за тие што кажавме, да речеме, после антиката или после скупи времењата, све има. Има и слики за одбранбените кули, има слики за војска, има слики, све што сум можел да најдам, тука е најдено, тука е ставено. Историјава све, целата историја и, да речам, не политичка ли, и политички нели, тука биле турците го раделе, значи за време на османлиите како е градено. Имам овде, да не заборавам, за сите цркви и манастири во Скопје и околу Скопје. Сакав да кажам, значи, еве, дојде, црквата Свети Димитрија е најстара црква. Таа е направена заради тоа што тука биле војските турски, калето горе, војските турци, а не можеле веќе дидат жени, да речам, наши православни верници да одат да се молат. Им сметало тоа турци, војски, харали. Тука биле стационирани турските војски во тој дел под калето и затоа се прави оваа Света Богородица. Тоа е Божјиот спасителката на Скопје. Света Богородица, оваа што бугарите 1944 година ја запалија и сега пред тоа се вика соборна црква. Значи сегде ја пишува Скопска спасителка, Света Богородица. Не се разбирам. Соборна црква. Соборна. Тоа значи била централна, главна по... Да. Добро, се извинувам, ајде. Да, мислам... А кога рековте Свети Димитрија е најстара црква? Свети Димитрија, ја мислам дека е Свети Спас, а Свети Спас не е. Добро. Не е најстара. Кога е едната, кога е другата, има податоци? Например, замислеве сум отишол во Свети Димитрија, барам нешто да ми дадат, нема ништо. Не се знае нешто за наново. Јас знам само дека негде 1800 и негде пред 19 век мијациве ја реновираат, реставрираат. Значи веќе постоела. Таа била помала црква, да. Ама веќе постоела. Постоела, да. Но немаме значи, податоци. На вистина, јас нити сум сретнал, так. нити... Да, податок. Свети Спас е нешто понова, ама секојаш Свети Спас секојаш била руинирана црква. Зошто? Па неодржувана. Така неодржувана немала, нели ни иконостаси ни ова, да. Сега ќе ви кажам, значи Свети Спас е помлада црква од оваја и кога се решиле Трифуновиќ
пашата на Скопскиот пашат се договориле некако измилуиле да 1835 година да се стават темелите на Света Богородица, таа соборната црква, што викаш ти, Јанко. Значи, и морале да докажуваат на еден чуден начин при градење на цркви и на манастири. Све има некоја мистика, некоја историја. Значи, за да можат на оној убав дел, таа била секогаш, така почнува текстовиве, таа била секогаш каллива пољана. Ако се сеќаваш, и кога беше истурена црква во оваја, свето пред да се направи сега нова соборнава црква, тама беше ледина. И секогаш ладна ледина. Имаше само едно мало црквиче, обележено. На истите темели се прави нова, нели Трифун Костовски финансираше, негово е практично тоа све, многу има пари дадени, јас сум контактирал со него и бев на пресветување, сега ќе ви кажам. Значи, кога треба да градат моćен човек, дали е македонец, тоа ми сметало мене све во ова. Не знам зашо збориме сега. Збориме за луѓето кои биле иницијатори да се гради соборнава црква, Света Богородица. Значи, збориме за 1835 година. Добро. Пашата се согласил некако, меѓутоа го убедувале Трифунович, некои околу него, го убедувале дека тука некогаш постоела црква. Ја ова имам пишувано по весници, многу ови текстови се тие. И морале да зема стари тули делови од Свети Спас, црквата, земали икона, мислам дека на Богородица икона, на ова место кај што е црквата, во тоа ископале ноќа, направиле камуфлажа, ги поставиле тие тули, стари опеки, иконата ја бутнале тамо и викаат, пашата рекол нека дојде комисија да види дали вистина имало некогаш. Само на тој начин успеале да се направи во турско време, да се направи Света Богородица. Вака, ако ве разбрав, значи, они за да како ако ме разбрав, мора да ме разбереш, ова е разбран. Драго ми е што така мислите. Значи, они закопале таму остатоци од црква, од Света Спас. Остатоци кои требале кога дошла комисијата да открие и да види дека вистина имало тука некоја црква. Но значи они направиле икона. Значи они направиле на некој начин превара. Превара, да. А немало црква. Немало црква. Така. Ова сега расчистивме, сега ми е јасно. Добро, са некој. Да. Значи чим прават превара, значи немало, они сакале да изградат. Значи биле храбри луѓе кои биле решени по секоја цена да направат црква. Оваја црква ја градат. Тоа се вика лукавство, она по македонски. Ја гради тајфа од Тресончи, Мијечката трајпа на Андреј Дамјанов. Лукави луѓе. Лукави. Значи Дамјан Дурузовски, Тресончанец, со 4 сина, сега да не расплинуваме имиња, презимина, све можам да кажам. Значи почна да градат, за време на градбата на црквава умира таткој, значи Дамјан, и овие се Косто, Ѓорѓија, Андреја и сите, они се нафаќаат и ја градат, тие се, например, Андреја, тој бил помоćен, начело на таа цела тајфа, и оваа црква е завршена 1835 година е почната, за 2-3 години е завршена. И кога, знаеш, че 1944 година бугарите ја палат. Значи, знаеш, зашто ја палат? Зашто напуштаат Скопје, си одат и ја палат. Ја плячкаат комплетно, иконостасот кој го градел гарката од Гари, Петре Филиповски гарката, едини иконостас на црква од негова рака, иконостас многу убав имал, на ореово дрво резби, што имал основа, имал мермер. Значи го дигаат иконостасот и Јанко кога сега се направи нова црква, ме поканија да отидам тамо, Трифун Костовски беше тамо и една телевизија, не знам која беше, дали Алфа, номинарка и кажувам нешто околу ова работа, женичка една се прибра возрастна
И кажам дека 1944 ја палат иконостасот, бугарите го носат, све што можат да носат, однесот. Жената ми вика, кажете дека јас гледав и лустерите големи два кога ги однесоа. Значи и нив ги дигнали и однесоле. Четеш се, па таа стоеше до пред мие деца сме оделе, сме играле таму. Не знам, ти не сеќаш на која беше таа Света Богородица? Не. Младо дете си затоа. 903-та се сеќаваш? Не 903-та. Се шегувам. Да. Леле. Ја палат Леле, 1800. полека. Јади бурек се вика емисијава. Добро. Тоа немој да заборавиш. А јади бурек не е археолошко, историско и така, малце и несериозно, но ви дадов простор на најкамерно како да одржувате говор во Македонска академија на науки и уметности. Ви благодарам што ме сваќате толку сериозно, ама ја не сум сериозен човек и мој немам сериозна емисија. Ама со задоволство ги слушам овие работи. Затоа гледам, затоа реков, ова е шега. Ова е шега, дека се сеќавам на 903-та. Добро, да. Значи 1008. Безбудив Убаво што се оформи таа црква, убаво што се Добро. направи. Каршин, ја не знам, тебе за Света Мина била, таа била Каршин негде каше судскана палата. Добро. Таа е грчка црква прво, па после ја прават музеј. Тргаат и работи и музеј. Значи постоела и црква и таа имаме, мислам, не е важно, и таа е Света Мина во Скопје. Сите тие локации точно се знаат? Точни се, све е точно. Темелите, све е точно. И колку цркви имало во Скопје по ваши сознание, може да се каже? За во градов? Не затоа што јас овде имам пишувано не само за цркви, и за манастири сите и околните места, околните села. Например, за Љубанци, Љуботен, таму имам, све имам напишано, тоа се све за матка градена од брат му на крале Марко, Свети Андреја, така се вика и централата, хидроцентралата матка е Свети Андреја. Таа е градена од брат на крали Марко. Крали Марко има многу правено тука. Не она што кажуваат вазал бил турски, па не што цела царевина ја држел он, цела царевините озбилно држали, имаат многу изградено, многу со татко му Волкашин имаат многу изградено. Значи во Љубанци, Љуботен, Побожје, тоа се све во тој период градени. Цркви и манастири. Цркви и манастири. И да кажем и ова, во османлискиот период, мијациве ги викаат златни првите 100 години по доваѓањето на турците, 14 кога век дошле, првиот век, да речам, биле строги околу такви градби и не дозволувале, што знам, него после има некој договор со овие цркви православни, руски, што ти ја знам, договорено и така е попуштено. Мијачкиве тајфи све што изградиле, а многу изградиле во Македонија цела, зборувам за етничка Македонија, манастири и цркви за време тој период. 920 е Бигорски правен. Лесновски манастир. Бигорски е дури 920. 1920 Свети Јован, право црквата, па Бигорски. Мислам дека е многу постаро, добро. 920 е. Да, фала ви што сега научив нешто. Не знам. Научив многу, не е само нешто. И тоа е Мијачки универзитет. Тоа е Јанко на вистина, тоа го кажу. Се што мијакот, првата буква, првата цифра ја има научено тамо. Во сите мијачки места, не ги викам села, имало даскалници кај што учеле. Кај што учеле и кога ги научиле првите букви, слагале долу во манастирот и во манастирот професорите, учителите одредувале Јанко ќе биде резбар, Меле ќе биде фреска, другиот ќе биде градител, третиот препишуваш. Тоа се тие објект, Лесновскиот манастир, Кичевска, Света Пречиста Кичевска. Све се тоа манастири. А во Скопје, околинава на Скопје има многу. Има, пак е тоа за време тој српски период е, да речем. Еве, тие,
Свети Ѓорѓија имаш во... Ме интересира твое мислење. Зошто има толку многу? Од Марков манастир, Љубанци, Да, Матка, Марков заокружено све околу Скопје. Све се манастири. Нели, ако го земеме и Свети Пантелеймон и така натаму, све се тоа Не, манастири. тој 12 век, тој е Ме многу интересира, кога некој би те прашал, зошто толку многу манастири, цело Скопје е како обиколено со Па манастири? нема чуда, бе, не е само Скопје. Нели ни е библиска земја, бе, Јанко? Јанко Бовинар, па црквите, верата, а детите го одржа овај народ. Не политика, не тоа го одржа овај народ. Значи, еве да речам, тајфи, знаеш што зборат тајфи, бе, кои ги граделе цркви, бе? Викале, ние имаме со пушки во Востанијева, одиме, ама ние поголем дел ја браниме Македонијава, ја браниме со четкиве, со фрчиве, со градбиве. Тоа ќе не чува иконата, фреската. И обично луѓето од мијачкиот крај се многу значајни во таа испишување, таа историја, во живописување, фрескописување, Јанко. резбарење, градење цркви. Ти си мијак, јас сум мијак. Нека слуша јавноста, тоа сега да го кажам и никој не може да контрира. Зашто? Во поновава историја на Македонија, не зборам ја, никош кој ќе рече Македонија, не ја кажувам само ова парчево, Вардарскава Македонија, или ова наша Република Македонија. Се е почнато, Јанко, од мијакот. Еве ке ти кажа, ајде нека ми каже некој што не е почнато од мијакот. Театарот дури е почнат од мијакот. Ја го сретнав, ајде не знам. Писмото. Кого си сретнал, да искаже се Да слободно. не, добро, да не. Како се Стефановски овој што пише, што е директор, мислам најчовек за Народниот театар на театри во Скопје, како се вика на Чичко Горан му, Стефановски. На Горан Стефановски Чичко му. И го заборев името. Добро. Стефановски. Го сретнав стално здраво. Мелетија што правите добар, викам еве, и јас се радувам, нешто сум пронашол, викам да ви кажам дека 1927 година во Галичник доаѓа театар да врши представа. Многу убава историја е таа. Тоа е настан нешто невидено. Театар во село не иде, театар иде во град. Да. Тоа сакам да кажам дека... Не, сеќавам. Не ме разбираш. Те разбирам. Дека Те разбирам, да, Галичник потврдуваш дека град. Град. Да. Он вика, Мелетије, од мијаците е почна театарот. Ја имам напишано книга за театриве. А викам, ќе ми дадеш ли, ќе ти дадам. Земам, ископирам неколку листа и ми ги испратил човекот, ги ставил у кафичарне, ги земам. Првата представа, што е уопште одржана, театарска е во Свети Јован Бигорски. Се враќаат мијаци печалбари, се враќаат и Бигорскиот манастир полн. А тие шакаджи биле шаливджи, што ти ја знам, и како прва представа застанале на бина, народ се собрал и ја одржиле првата представа. Човеков ја регистрирал како прв настан. Настан театар на представа, оформена во Свети Јован Бигорски. И ја му кажам за 27 година. Се знае која представа била? Не, они шакаджи, демек правиле нека представа. Иначе во Галичник Зона Замфирова ја давале, не знам што давале. Второ, да продолжам... Што збори? Зона Замфирова? Да продолжам. Сега ти кажам нешто... Неверојатни работи ми кажа. Не, сега слушај се. Да, слушам. И јавноста да слуша. Значи, да продолжам она мислата. Што не е од Мијаков? Дали уметноста? Првите зографи, фреско-иконописци и резбари, копаничари, се во поново време стануваат и академски сликари. Стануваат уметници. Тие градбата е чија, Јанко? Кој е почнал градба во оваа земја? Има ли место, не во Македонија, на Балканот, кај што цркви и манастир ги граделе само мијачки тајфи? И во Кратово?
Не во Кратово, не во Бугарија, Румунија, во Бугарија, нема иконостас, нема фреска. Нема фреска на балканскиот простор, зборам и прошироко, кај што миеко, тоа све имам напишано во овие книги. И со слики. Значи, реков, политикава. Дамјан Груев е од Мијачко селце. Тој ти е, значи, чист мијак, преселен во Смилево. Не е роден во Смилево, а и да е во Смилево, Смилево е чисто мијачко место, комплетно. Смилево, Крушево. Кој ги градил Свети Јован, Свети Никола? Иконостасите. Тајфите од гарката на Марино, овие што вика дека прадедовци, Петре Филиповски, гарката. Значи, двете цркви што се правени тамо, исто се од мијациве направени. Значи, градбата. Писменосва, Јанко. Кажува мене ми кажува Дамјан Груев бил Смилево. Смилево е чисто мијачко место, преселен. Папрадиште, Ореши. Крушево се 50% мијац. И тамо се населени. И најстарото мало во Крушево е мијачко мало. Значи, најстаро мало обележано, прашајте. Крушевчани ќе ви кажат, да, сум бил тамо, сум сликал, сум правил. Друго, што сакате? Градба, уметно, песнава, народнава песна. Завживеа со кого? Да, не викам Васка Илиева, Сариевски, али најстари песни што биле, тоа се од мијачијата. Кој ги пишуваше? Народот. Знаеш што се во Галичник, не знам, пред неколку години, на оваа галичка свадба, завршува галичката свадба, уствари во саботата се собираат во хотелот Неда тамо, сала голема, скоро сите амбасади беа тамо, и америчка амбасада беше тамо, Сариевски на среде, тупани, му чукаат, он пее. Значи, луѓе, амбасадориве, солзи им течат од песните што ги пее Сарија, и овие прашуваат кој ги пишуваше песниве. Мислам дека не знам кој беа ми преведуваа тамо, кажуваат ова е животот овдеш. Животот на народот ги напишал песните. Таа за театарот во Галичник. 1925 се случило, 1927 имам Живко Миличевиќ, етнолог, историчар, книга, пишува: се стегнала Народно позориште од Скопје да оди да врши представа во Ростуш. Они одат во Гостивар кај посланик. Театаров трупава, оди во Ростуше, во канцеларијава, да се консултираат, да видат кај ќе да шокадат. Стои во канцеларијата, посланикот српски ги убедува. Они сакаат тргнале за во Галичник. И он ги убедува штачите у Галичник. Галичник е обично село, тамо се обични сточари. Што ќе видите, дали вашиот театар, они ќе го разберат тамо тие горе. Најверојатно, и тоа го пишува, најверојатно овој послаников бил тазе, дојден нов, кој не ја знаел областа, не знал ни за Галичник. И ги убедува. И они да не одат у Галичник, да идат у Ростуше, до Патије, поголемо место било и што те знам. А секогаш Галичник е за време османлите Галичка каза, тој цела област. За српско, Срез Галички, град Галичник. Нема. И кога при убедувањево господин вика стои у канцеларијата, чека да заврши некоја работа околу негова работа, и во моментот им се уклучува: извините што ви се мешам во разговоров. И он вика каже: јас не сум, а го пишува дотера. Јас не сум. Не сум, извините што ви се мешам во разговорот, ја не сум ништо повеќе од обичен сточар.
Затоа го прекинав, од обичен сточар, а човеков со шешир го држи во раката, машна и одело. Потпрен им вика, ја ништо не сум повеќе од сточар. Јас сум од Галичник, јас сум сточар. Ова кажувате вие дека трупава Народно позориште у Галичник, дали додала, дали не додала, ја ќе ви кажам ова. Дрско знаеш. Во Галичник, во Галичник во тој период има 220.000 овци. Државава нема нити денеска, нити ке има. Само Галичник збора. Сите овчари кои ги чуваа стадата галички по Бистра се одростуше. А не сумњам дека тие овчари одростуше, ако отиде Народно позориште, дека нема да го разберат. Ке го разберат. А што се однесува до Галичник, ако дојдат тамо, јас ќе ви кажам, јас сум гледал представи, опери и драми и во Атина, и во Букурешт, и во Рим, и во ова. Мои луѓе тамо гледале исто по светов, ги прателе тие театри, а дали ние, галичаните, ќе го разбереме тоа позориште и таа театар, вика, тоа не сумњам. Замисли ти во каква ова, тоа сум го... Можеш ли ти тоа да свати? Цел свет, во цел свет го орале тие луѓе, човече. Јанко, вика, да спечалиш, да одиш, да работиш, да спечалиш, ама да работаш како човек. Знаеш што е како човек? Значи, убаво да работиш ова и да спечалиш. Галичанецот, бијакот, домачинот, треба да спечали, да има за убав живот за фамилијата, да има за рушвет да даде и да ги врати парите. Едино место во ова е Галичник, кај што печалеле, ги носеле, парите ги носеле во Галичник и ги граделе онија куќине, кулине. Ти си бил во Галичник? Не. Па затоа не си умен да ти кажеш. Извинете, огромни куќи, кули, бе, Јанко. Една лира, еден камен се давал. Значи вака, сум бил сегде и мислам, стварно не знам што значи дали сум бил или не. Не, добро. Бидејќи ние ова го правиме пред камери, стварно е небитно дали сум бил. Добро. Значи, кога ќе ме прашате мене, тоа значи некој човек што сега не гледа у Србија, у Бугарија, у Штип, у Струмица, исто како да го прашате него, си бил у Галичник. Значи, истото прашање. Мене не ме прашувате, вие прашувате гледачите. И кога ми се обраќате мене, нив им се обраќате. Јас стојам само во нивно име, представник. Сакам да кажам овој човеков кој што кажал кој е, што е, како е. Разбрав. Тој е прадедо, не, тој му е, дедо му е Ристо, прадедо му е на Дејан Дуковски. Тој е Дуковски, тој е Ристо, тој е Стамат Дуковски, човек. Тоа се Стамат Дуковски, Лазар Цубалевски, се 29 година, првите кои носат тони кашкавал за Америка. Тони од прочен кашкавал. Во иста во оваа куќа, во овај книга, за време српско, србиве пишуваат. Галички качкавал више доприноси да се Србија препозна у свет, отколку нашите политичари. И мислам дека тој втората група што го пронајдува сега во енглеска, пронајдува документи од Титаник. Титаник што пропадна документи, слики од Кашкавал. Сега ги појавија. Кои имаш. За време на патувањето на пола пат, Јанко, целиот Кашкавал од целата Западна Македонија го зимале грците. И овие трговците грци го наде. После вие седнале совет. Во сите тие места имале совет. Најстарите и најмоćните седнале и рекле што има ние да им даваме трговци за ова, ќе го собираме Кашкавалот. Изнајмуваат брод Стамат Дуковски, Лазар Цубалевски, 1929 година.
изнајмуваат брод во Солун, товараат тони кашкавал, претходно се договараат со трговци американци, за време и 30 година или патуваат, за време на пола пат по океаниве, кај што да се јавуваат трговците, им се јавуваат и викат порно да не го носите кашкавалот, не можете да добиете таа цена која ја договоривме, заради она 30 година прохибиција алкохолот, што те ја знам, да, се врати и овие немале што да прават, кашкавалот на монарите, кој јадите колку што јадете, другото фрлајте го, се враќаат назад. Кога се враќа Лазар Цубалевски во Белград на станица, на воз, новинари го прашуваат, слушај за ова град го прашуваат како поминале, што поминале, раскажал ова приказнава и кажал он дека се чул со своите дома и го прашуваат како се чул во Галишник. Во тој период, значи збориме 29-30, Галишник имал 14 броја на телефони. Затоа кажувам, ова Јанко, значи што го зборам, значи кажам за мијаците, така? Мијаците не живееле сами, со брсјациве, со кажувам. Целата моја душа и цел што го правам ова, е за народов македонски, ја го сакам. Затоа што е бистар, затоа што е умен, затоа што сакам да го популаризирам. Преку овие, овде има, во таа, поготово книга, во првата, има и за другите, не само за мијаците. За егејскиот дел на Македонија има, зашто мијаците се од тамо дојдени, од тамо се протерани. Дојдени и сега ги тераат тамо. Значи тоа ми е целта, значи. Значи и книгава во суштина пак не е за Скопје толку колку е за мијаците. Не, нема, само ова е чисто за Скопје, нема за мијаци. Па зашто зборевме толку за мијаците сега? Зборевме затоа што во овие книги се и црквите. Значи Света Богородица, Свети Димитрија. Значи колку се заслужни мијаците и за Скопје. Така ве разбрав, затоа и ве оставив тук. Затоа изборевме. Да, ба нели рековме, ајде од кај ајде што не е почнато од мијаците, што не е почнато? Така. И доматинлокот, и вредножата, и умот. 1948 година. Галичник се разнебити. Видни галичани одат. Ке Лазо Колишевски ке влада. Конфискација на 98.000 овци. Јанко, ова е... Ги молам, не да не вршат конфискација. Извршите конфискација на овците, оставите ги во Галичник, ке Јаиве луѓево, Бистра планинава, Солунските полиња, ке си работат луѓето. Не, овците ги дигнаа по Кавадарци, по не знам каде, ги зедаа. Останаа со прстите в раце галичани, сточарите, не печалбарите, зашто имаа и други. Што ќе прават? Доваѓаат во Скопје, Јанко. Ново мало, керпичи купуваат, кучичиња, се населува. Знаеш ли ти за 18 години, првиот доктор на науки беше и по име и презимете, 10-12 души беа првите доктори на науки на Машински факултет галичанчиња. Па како тоа да него, тоа е обележано, забележано. Како, па ја уште 60 вакви книги да напишам, не можам за тој крај да изнапишам. Во секое место, значи Галичник, Томо Томовски, Тодор Томовски, син и татко, моćни луѓе во Македонија. Сарџо Караџабрадина, Тресонче, моćен, 14 години во Зантана. Знаеш зашто? Не допуштил да се пее на грчки при осветување на црква во Лазарополе, Свети Ѓорѓија црквата, не гркот го истерал да не пее, народот го напуштили. 14 години го накадешуваат во призенски затвори. Во Лазарополе Ѓурчин Кокале Кокалески, познато име. Значи имале луѓе кои ги чувале. Во Битуше, зашто Битуше од таа страна, само Битуше нема по муслиманет, за се чисти православни. Тамо е Јован Опута, познат трговец кој цел живот
бил во Цариград, ги држеле местата јако. Преку него сите мијаци, главешиниве, да речам кога сакале, постојано можеле да одат кај царот, кај султанот, значи во Галичник, Томовски, во тој период кога прашале, ова знаеш како има? Ова ги има во академици Цвич, Белич, Срби ве пишувале. Само они тоа го пишувале така убаво, го пишувале, ама све дека тука живеат Срби. Овде во книгава се разработени 74 села околу Скопје. Значи, така убаво се разработени, од нив сигурно 50-60% не постојат, толку убаво се разработени, македонец нема пишувано. Добро што напишали, добро што можеме да. Само знаеш што пишува. Тоа е на мизерија невидена. Значи, во село, каде Скопје, кој било да го спомнеме, значи, такво било, онакво било, живеат Срби. А презимиња Милошевски, Петревски, Николчевски. И сега, колеги твои, кога одам, колешки ме прашуват, па вие исправате историјата. Овде нигде не пишува дека во тоа село биле Срби. Тоа биле македонци. Али српско било времето, Срби. Па во Галични гробојни има и на Ов, и на Ич, закопани луѓе. Има војници одени во балканските војни, и во турска војска, и во бугарска, и во српска. Значи, овде, Јанко, не. Овде е Скопје. Не, што? Овде е Скопје. Да знаеш, историја на Скопје, ја кажувам, детално не можеш ни да најдеш од она, да речеме, Скупи, па тој период, па како се развива ова, за Јустинијан, за ова, за оно. Све има, тоа се детали напишано, направено. Не можеш да го опипаш, да го кажеш, да ова. Кој ќе ја видат книгава, да се дрзнеш, Јанко, еден човек, сам ова да го направи, ја кажувам одма, смело кажувам, сам не може да го направи. Само будала можеше да седне дења и ноќа, ова, знаеш колку ми требало литератури да барам, да правам. Не знам колку ви требало. 10 години, јас, например, 10-9 години, меѓу време, Городев, зашто стоеше, немаш средства, треба вама да отидеш во оваа академија да земеш, во она академија, историчари во ова, да ми даваат. Луѓе ме среќаваат по пут, ја по улицива кодам, тоа ми е мило. Малце ми сметава, ме е мило. Ме запираат луѓе, имам ова, ќе ми дадат стар, знаеш што имам ја од писани, од весници стари книжиња, тоа, све е тука внесено. Све е таму внесено. Кој ќе се става сликите, Јанко, ова е енциклопедија невидена за градот. И ја мислам, еве ти ова што го гледаш ова, тоа е надпис за слика. Значи, секоја втора, трета сигурно има слика. Не слика од турско, од османлиско, од не знам од кога. Од кога можело да ти ми замерка ми даде, она кога ми напишат дека сликиве се неубави, па тоа се слики, Јанко, од 50-60 години. Јас се извинувам, све што кажав повлекувам, се извинувам, да не Не, бидете... за оно. Јас ви тие слики ги испратив за да видите кои теми што ќе правиме муабет за тоа. Не можеш, тоа се стари... Разговараме сега за нешто што гледачиве не се запознати, за некој приватен наш разговор. Не, уреду е тоа. Значи, овде ќе има слики, дали од поновиот Скопје, дали од старо, дали од... Што да ти кажам? Кој ќе искочи ова, Јанко? Кој ќе искочи ова, сакам да ме викнеш. Кој ќе се отпечати, кој ќе се нареди све. Договорено. Значи тоа ќе биде 2 книги, тоа ќе биде том 5 и 6, книга 1 и 2. Историја, само пише град, Скопје, историја и име мое. Кој ќе се отпечати, кој ќе го видиш тоа, кој ќе го разлисташ, тога ќе ми речеш, Мелетие, си направил. Вака ти донесов само да дзиднат гледачеве дека што е. Што е направено. Види колку е ситно. Ова се 1300 страни. Тој ќе стане 1700-1800 страни.
Не можеме ми да напишеме историјата на Скопје комплетна. Таа не е ни нова, не знам. И тука сум видел и во детали, она што кажувам, од брамбени кули, па картичиња, кај била кулава. И така, тоа има све. Сум користил таа Лилчич, Микулчич, таа сите тие работи ги користам. Само, дали може Јанко и Куќава и емисијава да ми помогне да, мислам, со ова кажување, да се отпечати ова. А зашто, што е проблемот? Проблемот е средства, Јанко. Ова е за ја мислев дека кој ќе напишам историјата на Скопје, Скопје колку градоначалници има? 10, 11, 12. Секој по нешто ќе отпечатам. Ова е за градот, не е за мене. Јас нема да печелам. Ова е за градот. Јас ќе се гордеам и со ние се. Да не беше, морам да го спомнам, да не беше Трифун Костовски. Он ми рече, Меле, имав емисија со него, кој ќе ја напишеш книгата, јави ми се, ја ќе ти ја отпечатам. Така почна ова. Сега јас се трудев, работев, пустев и мислев дека нема да имам проблем. Не можеш Јанко да влезеш. Каде? Кај градоначалниците. Одиш по куќи ти вика не е толкова, значи не можеш. Значи ова е од сега веќе си пишувам, си продолжувам, што да ти кажам. Ова е 2016 на крај завршено. Може тога да печатам. Така. А собрав, Јанко, околу 2000 евра имам, у печатница се, сега ги замолив овие денови да ми отпечатат една книга, комплетно со слики, со све, не да шијат, да лепат, да биде комплетирана со корица, со ова све, за да можам да земам подмишка и да можам да идам кај луѓе, да им речам луѓе, ова сакам да го отпечатам. Ќе чини 5000 евра или 3000, 4, не знам. Има ли помош? Не морам. Анко треба да се убиеш, значи да се обесиш, ако ова не го отпечатиш, да стои у фјок. Таков труд, дали имам право или не. Не барам. Ја сите ми викат тоа е нормално. Абе просење е, знам. Спонзорство е. А да одам ја, а не ми личи сега додам по повидни луѓе ќе ми дават. Али кога е за град, градоначалници може, Министерство за култура може. Да ти кажам дека Македонската академија на науки и уметности ја издаде енциклопедијата за Македонија, која беше забранета. Да, ја видов, ја имам. Да, као PDF формат, не постои таа. Да, после ја отпечатил. нешто не чинеше, нешто ја враќа. Не, имаше протести и стои и така натаму. Енциклопедијата на Македонија е 4 тома, приватник ја издаде. Ама не од Мано. Си направи свое. Значи, може би треба да не знам, добра ајде, да не се мешам. Таа у Мано ги има, ги однесат, ми викна у библиотеката у Мано ги имаат. А искрено да ти кажам, ми е срам да ги видат. Еве да се надеваме дека Не мора да трчаме, ќе ја направиме. Добро, може би емисијава нешто ќе побутне, може би ќе чуе, може би не е. Добро, убаво беше да се каже дека треба да се отпечати ова. Јас сега ќе го отпечатам. Сега еден примерок, така. Пред празници еден примерок, ќе има со корица, знаеш какви корици ќе има. Исто ваква ќе видиме, какви слики. Српско, бугарско, турско. Ја искрено се надевам, ова заслужува, ова е огромен труд Много кој го гледам. Сум се измучил јако. Али се радувам. Пак го правам за нашиот човек, за нашиот народ. Една книга не ја продадена јако. Ви благодарам за гостувањето во емисијата, почитувам господине, и ви честитам на младоста, ви честитам на енергијата, ви честитам и искрено се надевам дека бар дел и јас вака ќе бидам на ваши години. Се надевам дека ние од тој крај вака овој ген го наследуваме. Па на Карпи родени.
Фала, значи стварно благодарен сум што можев да го прикажам ова, што можев да кажам нешто, да се израдувам. Честа ми беше моја, а нормално ќе направиме една емисија за Мијациве и за потекло, бидејќи има таму интересна приказна, но тоа после празниците, таму негде околу 1 мај, нека затопли малку, па ќе направиме да видиме први на еден убав фабер за книгава за Скопје. И ќе има. Ви посакувам добро здравје и се гледаме на наскоро. Благодарам многу и вам и на куќева, се негово. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечера. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.